Почитувани, ново сведоштво за притисоците и уцените на власта предводена од СДС и ДУИ кон правосудството, како и ново сведоштво за политичкиот прогон кој се водеше кон поранешни функционери на ВМРО-ДПМНЕ. Поранешниот судија на Врховниот суд, Ристо Катевеновски, во гостување на подкаст на една од социјалните мрежи, сведочи дека откако одбил да донесе мислење за одреден случај како тогашен судија во Врховниот суд, за кој според него немало никаква основа да се донесе позитивно мислење, утреденда поради непостапување бил разрешен. Имено станува збор за случајот во кој поранешната министерка за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, за која според Катевеновски била осудена поради политички причини, а не правни последици. Катевеновски вели дека во 2019 година го добил случајот од поранешното СЈО за кој требал да даде мислење, но како што вели тој, немало никаква правна можност, ниту пак некакво кривично дело за да даде позитивно мислење за случајот. Откако тој оставил време да се разговара за судскиот случај со колегите, затоа што не сакал да избрза со одлуката, на него не му останало многу време. Туку веќе утредента судскиот совет го разрешува Катевеновски. Тој за неговото разрешување ја посочува директно тогашната влада на СДС и ДУИ. Почитувани граѓани, секојдневно се зголемува бројот на луѓе кои сведочат за притисоците кон правосудството во Македонија. По Лейла Кадрију, сега еве и поранешен врховен судија, отворено говори за начинот на кој СДС и ДУИ, начело со Зоран Заев и Али Ахмети раководеа со државата. Закани, уцени и притисоци. Ако си против нив, или те разрешуваат, или те пикаат во затвор. Ова не смее да продолжи. Реформите продолжуваат, а одговорност ке има. Ви благодарам. Доколку имаме прашања, повелете. Може ли кратко коментар за извештајот на ВАјС, особено за делот да се барат реформски процеси и уставни измени? Да, благодарам за прашањето. Реформската агенда апсолутно се работи. Се спроведуваат и законите кои што се во корелација и со Канцеларијата на Европската Унија, но и со Венецијанската комисија. Голем дел од законите веќе се донесени, мал дел се доработуваат и останатиот дел се поднесени во собранието, очекуваме за брзо време да се изгласаат. Ние домашната задача редовно си ја завршуваме и продолжуваме и понатаму да се усогласуваме со регулативите на Европската Унија. Што се однесува до уставните измени, го знаете нашиот став, тој е јасен. Дури и европратеникот Томас Вајц вели дека Европската Унија мора да ја поддржува Македонија кон патот за членство во Европската Унија, така да сметам дека оваа наша дипломатска офанзива од македонската влада ќе вроди со голем плод во иднина.